Добре дојдовте петочно. После напорниот работен ден со кафе или чај, одморете си ги вашите мисли и останете на оваа фреквенција, бидејќи, драги гледачи, време е за здравието пред се. Може би ова досега не сте го знаеле, но неколку клучни придобивки од започнувањето на ден со чаша, вода и лимон е решение за сите проблеми. Слушайте внимателно. Еден лимон содржи 64% од дневните потреби за витамин С, а воедно содржи фитохемикалии како што се полифенолите. Многу експерти советуваат дека денот треба да се отпочне со чаша вода со лимон. За да ја подготвите оваа комбинација, зоврите малку вода, оставете ја да се излади и додајте малку исцеден сок од лимон, кој ќе го исцедите свежо во цедалка. Се прашувате дали е подобро да се пие топла или ладна. Чаша топла вода со лимон наутро на вашето тело ќе му обезбеди есенцијални нутритини кои ќе го подобрат целокупното здравје. Сокот од лимон содржи витамини како што се Б и С, антиоксиданси, фосфор, протеини, масла, јаглехидрати и калиум. Сокот има моќни антибактериски способности кои ќе го зајакнат вашиот имун систем и ќе му помогнат да се бори со инфекциите и болестите. Чаша ладна вода со лимон наутро помага при подобрување на дигестијата. Ќе ви го олесни гладот и ќе стимулира слабење, креирајќи алкална средина во вашето тело, ефективно регулирајќи ја pH вредноста и намалувајќи ја киселоста. Пиењето на вода со лимон помага за решавање на многу здравствени проблеми, а еве некој од нив. Лекува акни. Водата со лимон ја редуцира киселоста во телото и превенира појава на мозолчиња. Измите го своето лице со вода со малку лимон за да спречите појава, но и да ги елиминирате акните кои се појавиле на вашето лице, со цел да ја подобрите состојбата на кожата. Чаша вода со лимон го убива апетитот. Водата со лимон го супресира апетитот поради богатата содржина со витамини и ензими кои го регулираат нивото на шеќер во крвта и помага при одржување на телесната тежина. Исто така, содржи и пектини кои го подобруваат варењето и ја подобруваат работата на дигестивниот систем. Ги чисти камењата од бубрезите. Лимонот е богат со калиум и може да помогне при зголемување на нивото на цитрична киселина во урината и да превенира формација на камења. Чашата вода со лимон го зајакнува имуниот систем. Лимоните се одлична подршка за лимфниот систем кој помага имуниот систем да ги елиминира патогените. Ја превенира и болката во мочниот меур. Испите чаша вода со лимон со вашиот ручек и елиминирајте ги камењата во мочниот меур и редуцирајте ја болката која ја предизвикуваат. Чашата вода со лимон е и лек за настинка. Лимонот е природен антиоксиданс кој е богат со витамин С. Поради таа цел може да се бори со настинките и вирусите и при тоа, како што кажавме, да го заштити имуниот систем. Во зима практикувајте во својот чај да ставате мед и лимон. Чашата вода со лимон ги зацврстува и ноктите. Дали често ви се појавуваат бели дамки на вашите ногти? Водата со лимон помага при нивното отстранување и при тоа делува зацврстувачки на ноктите поради количината на витамин С која ја содржи. Се бори и против токсините. За време на патување во друга држава, практикувајте вода со лимон, затоа што најбрзо ќе ги исчистите токсините кои инаку доведуваат до појава на вируси и труење. Јогата и водата со лимон често помагаат и при ослободување од уморот, кој што е предизвикан од фибромиалгија. Водата со лимон редуцира и воспалување. Витаминот С е одличен антиинфламатор и делува антивоспалително на целото тело. Затоа, по вежбањето или по тешката физичка активност, напијте се вода со лимон. Исто така, ова ќе ви помогне и за ослободување на мускулите, како и за редуцирање, потекување и болка во зглобовите.
Водата со лимон ја намалува уричната киселина во зглобовите, ефективно спречувајќи потекување и болка. Водата со лимон ќе ја редуцира и потребата за алкохол, а ќе ви помогне и со колитисот. Тоа е состојба која се појавува поради недоволниот баланс на кисело-базна средина во телото. Оваа состојба може да се среди доколку се пие редовно балансот на pH нивоата и да ја редуцираат киселоста на крвта. Токму затоа, секој ден мора да пиете барем по една чаша вода со лимон и сите овие проблеми едноставно ќе исчезнат. Надуеноста е честа, но многу непријатна состојба на стомакот. Таа може да се спречи, но со неколку основни правила, а еве, кои се тие? Надуеноста е честа, но многу непријатна појава во стомакот. Последиците можат да бидат различни, вклучувајќи задржување на течности и јаки гасови, што обично може да се реши со природни лекови и промена во начинот на живот. Задржувањето на течностите може да биде предизвикано од земањето на поголеми количини на сол. Многу од индустријски произведената храна содржи големо количество на сол и други извори на натриум. Па затоа, секогаш прочитајте етикетата со прехранбени состојки. Намалете го внесувањето на натриум на следниве начини. Избегнувајте преработено месо, како што се сланина, шунка, колбаси и солено говедско месо, коцки за супа, солени стапчиња и слични јадења. Купувајте храна која има малку сол. Барајте леп, житарици, замрзнат зеленчук, путер и разни намази, сосови, туршии и супи кои се со ниски вредности на сол. Не го гответе зеленчукот во солена вода. Не додавајте сол или други производи на основа на натриум кога готвите дома, ниту пак во чинијата која е пред вас. Надуеноста заради проблеми при варењето решете ја со примена на следниве техники. Јадете помалку количински, а почесто во текот на денот. Секое залче добро сочвекајте го и внимавајте да не зборувате додека јадете. Силните ензими во устата му помагаат на варењето. Избегнувајте ги газираните пијалоци. Немојте да пиете за време на оброците. Течноста ги разредува желудочните киселини и ензимите за варење, а со тоа се забавува минувањето на храната низ желудникот. Овошјето, кое тогаш ќе го изедете, ќе ферментира и ќе создаде гасови. Избегнувајте ги јадењата со многу скроп, како што се тестенините и компирот, во истиот оброк во кој јадете белковини или овошје. Избегнувајте поголеми количества на храна, месо и свеж зеленчук, но и овошје, бидејќи може да го зголемат количеството на гасови во цревата. Еден ден јадете само рендани јаболка или пире од јаболки и пите само минерална вода или чај од нане. Следниот ден додајте малку супа од зеленчук или зеленчук подготвен за барса за ручек и вечера, а во текот на следниве 2 дена ориз и јогурт. Потоа продолжете со нормална здрава исхрана. Никотинот е една од најпознатите химикалии кои предизвикуваат зависност, а луѓето со векови ја внесуваат во своето тело преку цигарите, кои покрај сите забрани за пушење, предупредувања за здравјето и научни докази за нивно штетно здравје. Најбрзиот начин за да го исчистите организмот од никотинот е со помош на овие неколку намирници. Сите сме свесни за негативното дејство на цигарите и никотинот врз нашиот организам. Ако сте престанале да пушите или сте страствен пушач,
Најбрзиот начин за да го исчистите организмот од никотинот е со помош на овие свежи и вкусни намирници. Зелен чај и витаминска вода. Со пушењето телото ја губи потребната течност и организмот почесто доаѓа во состојба на дехидрација. Пиењето на голема количина вода, витамински или зелен чај го мијат никотинот од телото и му помагаат да се исчисти. Киви и лимон. Освен водата, пушењето од телото ги изфрла и витамините А, С и Е, кои го зајакнуваат имунитетот и му помагаат на организмот да се бори против разни инфекции и бактерии. За да ги надополните изгубените витамини, посегнете по едно овошје киви во текот на денот или секое утро испијте чаша лимонада. Спанак и брокула. Фолната киселина е многу важна за нормална работа и развој на телото, но исто така му помага на организмот да се ослободи од никотинот. Освен во вид на таблети, фолната киселина, но и споменатите витамини можете да ги пронајдете и во спанакот. Брокулата е преполна со витамин С и B5, кој се губи со пушењето. Свежи моркови. Никотинот ја уништува кожата и ја прави безживотна и сува. Доколку сакате да се ослободите од овој ужасен несакан ефект од пушењето, јадете што повеќе моркови. Тие содржат големи количини на витамините А, К, С и Б, кои се главни прочистувачи на телото. Исцедете ги морковите во соковник измешани со јаболка и лимон, или пак исецкајте ги во салата и јадете ги свежи. Сок од портокал. Овој освежителен пијалок го хидрира телото, му ги дава потребните витамини, но и го чисти организмот од никотин. Исцедете 2 портокали, додадете малку вода и испијте го пијалокот помеѓу оброците. Кромидот содржи растителни белковини, ги прочистува крвните садови. Тој е идеален додаток за јадењата, но може да се приготвува на многу различни начини, во продолжение хранливи состојки на кромидот. Од хранливите состојки кромидот содржи многу јагле-хидрати, во мали количини растителни белковини и масти. Но вистинската вредност на кромидот во исхраната потекнува од содржината на витамини и минерали. Тој е вистинска ризница на витамини, минерали, олигоелементи, билни хормони. Содржи калиум, сулфур, витамини B1, B2, С, К и бета-каротин. Се смета дека кромидот помага при широк спектар на заболувања, од обична настинка па се до срцеви заболувања, диабетес, остеопороза, реума и некои други болести. Тој содржи хемиски соединенија за кои се верува дека имаат антивоспалителни, антихолестеролски, антиканцерогени и антиоксидативни својства. Едно од тие хемиски соединенија на кое му се препишуваат многу корисни својства е кверцетинот. Кверцетинот има антиканцерогени ефекти. Тој спаѓа во групата растителни пигменти наречени флавоноиди, кои се раствораат во вода. Се однесува како антихистамин и има антивоспалителни карактеристики. Меѓу повеќето евидентни својства на кверцетинот се и силните антиоксидантни карактеристики. Ја намалува оксидацијата на лошиот холестерол, односно го заштитува срцето. Во кромидот се наоѓаат многу состојки кои делуваат бактерицидно, односно се борат против бактериите и другите микроорганизми кои се причинители на разни воспаленија. Бактериостатиците во кромидот го даваат неговото лековито својство. Затоа често се препорачува при настинки, кашлица, акутен и хроничен бронхит, астма и други воспалителни заболувања. Покрај тоа, кромидот ја прочистува и крвта, ги прочистува крвните садови и ја спречува атеросклерозата. Постојат неколку видови на кромид кои меѓусебно се разликуваат по бојата, вкусот и големината. На тој начин разликуваме виолетов, жолт и бел кромид.
Жолтиот кромит представува најлутиот представник и тој може да се чува најдолго. Содржи најмногу кверцетин, моќен антиоксидант со докажано антивоспалително, антиалергенско и антиканцерогено дејство. Виолетовиот кромит е познат по тоа што е најблаг од сите видови на кромит. Исклучително богат со кверцетин. Исто така содржи и лековити антицијанини, состојки која спречуваат појавата на разни срцеви и васкуларни заболувања, како и на ракот. Белиот кромит пак има релативно благ вкус и содржи умерени количини на кверцетин. Ова беа хранливите состојки на кромидот, како и видовите кромид, според големината и бојата. А вие сами одлучете дали треба и зошто да го користите кромидот во вашата секојдневна исхрана. Диарејата е непријатна. Хроничната состојба на диарејата е ситуација на која треба многу да се внимава, затоа што телото може лесно да дехидрира. Таа може да биде акутна и хронична, и најчестите причинители се бактериските инфекции, но може да биде предизвикана и од алергии. Слушаме повеќе за диарејата и како да си помогнете себе си. Хронична диареја. Веднаш морате да посетите доктор. Совети. Хидратација на телото. Со диарејата се губат многу течности, но исто така се губат и електролити и калиум кои што му се неопходни на организмот. За да ги надоместите, пиете многу течности. Консумирајте 8 чаши вода во текот на денот. Ако имате треска, зголемете го приемот на вода на 12 чаши. Обичната вода не содржи електролити, но е добра за да ги надомести изгубените течности и да ја избегнете дехидратацијата. Можете да консумирате и чај со малку шеќер, сокови од јаболко и спортски пијалоци. Не примајте премногу ладни течности. Што и да одберете да пиете, нека биде ладно, но не премногу. Пијте почесто и помали голтки. Така е подобро отколку да пиете цела чаша одеднаш. Консумирајте пилешка супа. Јадете ја млака, а не жешка. Одмарајте. Одмарајте го вашето тело за да може успешно да се бори против причинителот на диарејата. Ставете топло перниче на стомакот или шише со топла вода. Тоа ќе ви ги улесни болките кои ги чувствувате. Јадете лесна храна. Добар избор би бил супа, ориз, банани, компири, варени моркови и бело пилешко месо. Избегнувајте млечни производи. Избегнувајте млеко, сирење и други производи, освен јогуртот, додека имате диареја и неколку седмици потоа. Кажете му не на сладкото. Високата концентрација на шеќер може да ја влоши вашата состојба. Истото важи и за шеќерот кој го содржи овошјето. Еве и неколку лекови од кујната кои ќе ви помогнат да се справите со диарејата. Боровинки. Боровинките помагаат во борбата против диареја. Во Шведска, докторите препишуваат супа од боровинки на пациентите со стомачни проблеми. Чај од камилица. Можете да си направите чај од камилица со готови кесички или да си купите цветови од камилица и да си направите чај од една чајна лажичка камилица и една чајна лажичка нане. Пиете 3 чаши дневно. Танинот во црниот чај исто така помага против диареја. Компири. Компирите можат да ви помогнат да ги надминете непријатностите со стомакот, но не треба да ги консумирате пржени во никој случај. Дојде и крајот на емисијава Здравјето пред се. Ви благодарам за вашето внимание. Листата на совети кои ја подготвив за вас, нека биде ваш потсетник за подобро здравје. Ви посакувам убав викенд во кој ќе одморите и се гледаме повторно во понеделник. Ве поздравувам, пријатно!